Намалувањето на затворските казни на криминалците од највисоките редови и натаму топ тема меѓу граѓаните, експертската јавност, но и политичките партии. Дел од партиите кои се во владеачката коалиција, но и дел од помалите партии во опозицијскиот блок гласно говорат дека измените на кривичниот законник се своевидна амнестија на криминалците. Од Демократски сојуз, партијата за која раководи Павле Трајанов, велат дека овие измени широко ги отвораат вратите за натамошна криминализација и го промовираат принципот на легализација на висока корупција од носители на власта. Сосема известно дека ова е брутален напад врз владењето на правото и правдата. Со овие смени се амнестираат од кривична одговорност актуелните функционери, но ќе ги користат и тие што веќе се осудени за ваков вид кривични дела. Што се однесува на правдањата на власта, дека со овој закон се возможувала конфискација на имот, од партијата на Трајанов појаснуваат. Криминалците од власта, најголем дел од украдените буџетски пари, ги префрлаат на странски сметки во даночни рајави, кои се недостижни за правдата, а сомнителниот имот во Македонија го регистрираат на туѓо име. ЛДП пак се неме за измените на кривичниот законник. Алфа побара став од нив, но одговор не добивме. Партијата на Морачанин пак е против овие измени. Тие во собранието гласале против. За сега се делат владеачката коалиција. Но како што велат, ке следеле сериозни внатапартиски разговори за што да прават понатаму. Има бурни реакции во јавноста. Вие знаете дека ние и претходно зборувавме и како услов за останување во владината коалиција борба против корупцијата, нели? Тоа е нашата тема и ќе го дискутираме ова прашање во рамките на телата на партијата. И партиите од опозицијскиот албански блок се против, како што велат, амнестирање на криминалците. Беса, Алтернатива и партијата на Меджити велат дека сомнително е тоа што предлог измената на кривичниот законник не е подпишен од министерот за правда, туку од неговиот заменик. Имаме длабоки основани сомнежи дека измените на кривичниот законник се предлагаат и затоа што високи експоненти на ДУИ, но и на СДСМ знаат дека последните избори ќе бидат во опозиција и затоа сакаат да создадат рамка за да не се гонат кривично. Од што се плашат, тие најдобро знаат, а ние ќе дознаеме дури откако ќе бидеме на власт, кога ќе имаме пристап до сите валкани трикови на оваа антинародна власт. Со измените кои експресно поминаа во собранието без политичка дебата и со налепено европско знаменце, се намалуваат и затворските казни на лицата кои злоупотребувале службена положба и областувања.